Почитувани слушатели, како што кажав на почетокот на нашата радиопрограма, интервју ќе водиме со Виолета Ачковска, професорка по историја на Универзитетот Свети Кирил и Методија, по повод спорот и разликите за името на Република Македонија, па и некои делови од историјата на македонскиот народ. Професорке, добро утро. Добро утро. Поздрав до сите наши во Австралија. Ви благодариме. Ние ве побаравме да поразговараме со вас. Долго години вие сте историчарка на Универзитетот Свети Кирил и Методија. Ги познавате добро, работите во нашата ни мила татковина. А исто така и ние, иако сме во туѓина, се интересираме, како и вас, затоа што Македонија е наша биолошка мајка на сите. Најнапред би сакал да започнеме со нашиот разговор околу книгата која беше промовирана од ваша страна, од македонскиот манифест, а книгата носи и наслов "Името е нашата татковина". Јас би ве замолил да кажете нешто повеќе околу оваа книга, зашто станува збор, чии автори се Стефан Влахов Мицов, Ефтим Клетников, Слободан Пренџов, Русјаков, Запров, Георги Барбаровски, Стојков, Венецки. Што содржи оваа книга, професорке? Навистина, секој човек кој ќе ја земи во рака оваа книга, не само ние македонците, дека ние ќе знаеме својата историја, знаеме кои сме, што сме, но ова книга е за секој странец кој не е запознат со македонското прашање и кој така лесно ни наметнува дека треба да го промениме името, само со мали отстапки така натаму. И книгата ни 7 есеи обработува еден долг период од македонската историја, од антиката, од Библијата до денешен ден. Сите оние клучни моменти низ кои поминале македонците во нивната историја и особено последниот дел кој го пишува Ристо Николски, кој зборува за кршењето на меѓународното право на заедницата во однос на притисоците за менувањето на македонското име. Многу се интересни надписите, например, во вид на 7 есеи напишани Македонија, македонците во Библијата од Ефтим Клетников, или есеи за македонскиот идентитет од Стефан Влахов Мицов, дека македонците не биле грци, односно хелени од Дардан Венецки, грчкиот екзодус во македонски врз македонците, текст на Русјаков, од Георги Барбаровски, исто еден прекрасен есеј зошто не смееме да го смениме името, и на крајот доаѓа Ристо Николски со новото македонско расцветие, односно најновите притисоци кои последните ние овие години ги доживуваме како држава, бидејќи не се работи само за промена на името, туку ние сме секојдневно во една блокада, во притисоци од меѓународната заедница, за да го промениме не само името, туку и сопствениот идентитет. Така што книгата преведена на англиски јазик ќе може речиси сите политичари кои покажуваат барем добра волја да се запознаат со македонската вистина, многу аргументирано да ги видат сите факти за Македонија и за македонците. Добро, професорке, да продолжиме понатаму. Веќе кога започнавме со спорот за името на Република Македонија, еве и вчера имавме најава и денес во вестите дека новиот амбасадор во Соединетите Американски држави ќе зборува за разликите, ќе продолжат разговорите за разликите. Исто така, вие знаете, а јас имав и интервју со сегашниот премиер Никола Груевски 2008 година, Македонија отиде во Букурешт за да биде примена во НАТО со Република Македонија во заграда Скопје. Меѓутоа, на наша среќа бевме одбиени од Грција. Од тогаш притисокот врз Република Македонија стана страшен и неподнослив. Да, мислам дека тие додавки веќе треба една за секогаш да се избришат. Тогаш имавме огромен притисок од Соединетите Американски држави и од целата меѓународна заедница, но сепак сметам дека не треба да се отстапува.
без оглед политиката е едно. Тие мора да водат некои дипломатски компромиси, но мислам дека било кој политичар кој би потпишал било каква промена на името останува со црн белек во историјата и дека нема да му прости никоја идна генерација од македонци. Тоа ни се случи со привремената референца во Обединетите нации, за која господинот Киро Григоров не убедуваше дека привремено набрзо ќе биде, а гледате, ние добивме едно такво погрбно именување како фиромци, како некаква поранешна држава и република и веќе трае тоа 20 и неколку години. Значи, тоа е многу погубно кога се прави. Но, од друга страна, знаете вие колку е силна Америка и дека таа води меѓународната политика. Гледајте што се случи во Украина, насилно рушење на власт и така натаму, секој ден со тие мали, нестабилни држави, иако Украина е голема држава, но сепак е сиромашна држава. Значи, како се прават тие меѓународни притисоци. И веројатно пред таквиот страв, нека од нашите влади или политичари некогаш прават отстапки. Но сметам дека секоја отстапка е погубна, бидејќи од ден на ден ние ќе изгубиме не само името и идентитетот, туку ќе изгубиме државата, бидејќи ако немате име и не сте именуван народ, позициониран со историски легитимитет во времето, во просторот, дека и тоа е пат кон губење на државата. И мислам колку побрзо тоа стане свесен секој македонец и секој македонски политичар кој е во позиција да носи некаква одлука, тоа мислам дека не е спасот. Но јас не сум политичар, значи како историчар, како македонец, како патриот и како вас сите кои знам во Австралија колку ве боли тоа и колку ви е важно името, бидејќи тоа е навистина нашата татковина, значи не треба да се остапува и треба да се издржи во таа борба. Професорке, ајде можеме да ги разбериме политичарите кои се кријат зад малото прсте со дипломатија, политика и така натаму, бидејќи политиката е дневна работа. Меѓутоа политиката ја прави историјата, ја креира историјата, нели? Притисокот врз Република Македонија е се поголем и поголем. Меѓутоа отпорот од Република Македонија е се помал. Дали јас така сметам или така, мене ми се чини единствено тело кое така јавно настапува е само македонскиот манифест, додека другите на некој начин се затскриваат околу јавните изјави институционално да застанат дека ние нема да преговараме и нема за што да преговараме. Ние немаме проблем со нашето име. Јасно. Навистина, мислам, ова група на интелектуалци, една група околу нив кои од првиот ден, што од 91 година до денес не сме го променили ставот за името, значи, тоа е мала група. За жал, јас секогаш што го повторувам, нам македониците ни се случуваат пропагандите од 19 век, нашето неединство. Ако ние сите имаме консензус кон непромена на името, на идентитетот, кон прекинување на се она кога станува збор за нашето име, секој кој сака да го допре нашето име, ќе биде многу полесна работата. Мислам, нас самите ни се отежнува работата, бидејќи ние внатре имаме луѓе кои викат, па ништо не е северна, јужна и така натаму, знаете, кои не расчистиме со самите себе си дека било една буква да се промени од тоа име, од тоа збор, веќе ние не сме тоа што сме, веќе немаме историја, немаме идентитет, ние од нула треба да градиме нов идентитет и нова историја. Не го сваќаат тоа. Втората работа која не ја сваќаат дел од интелектуалците наши, новинари, јавни личности, кои така лесно, ефтино се продадени и перманентно работат во интерес на Грција. Ова последниот случај само со опозицијата која не сака да влезе во парламентот, после едни регуларни парламентарни избори, и тоа сега ни го поставуваат како услов дека ете ќе ви ги одземиме правото на преговори таму со Европската унија, бидејќи опозицијата не влезе. Се е тоа фингирано, темпирано однадвор. Ништо кај нас случајно не се случува. Значи проблемот е што и ние имаме дел од тие интелектуалци кои се лесно продадени и од медиуми, и од новинари и така натаму, и создавате до неединство и дилеми во однос на ете, малку ќе го промениме името, една рака ќе ни сетат, ама пак ние човек без една рака ќе бидеме.
Значи, суштината е тоа и за мене тоа многу болно, не единството, значи, на македонците во однос на креирањето на името. Јас недавно имав едно интервју во вестникот Факти, тоа го потенцира. За мене е неприродно во парламентот да се прават коалиции со албански партии кои си имаат своја друга агенда, а македонските партии немаат единство, не влегуваат во парламентот опозицијата, кога се клучни моменти во кои треба Македонија да застане со политичко единство и со политички консензус во однос на името, идентитетот, сето она што ни се случува со нашата меѓународна положба, меѓународна позиција на Македонија и така натаму. Значи, сметам дека клучот е во нашето неединство. Две работи. Треба ние да поставиме единство во однос на националните приоритети и национална програма за која треба сите да застанеме, како што најголемиот дел од нашата диаспора застанува за тоа прашање, значи внатре, кај нас треба тоа да се постигне. И втора работа, секако економскиот просперитет, кој пак е врзан со надворешниот фактор, нас не се пресекуваат многу извори, многу фондови и така натаму. Значи сето тоа е надмислена блокада, надмислен притисок кој се врши врз Република Македонија. Сепак не би се согласила со вас дека ние попуштаме пред тоа. Мислам дека сега Македонија е многу посилна него пред 5 и 10 години, кога луѓето има илузи дека ова е спор за името. Сега на многумина им станува јасно внатре на Македонија, дури и на членови од опозиционите партии, без оглед на идеологијата, тие си ја носат во срцето Македонија и си ја сакаат собствената држава. Значи, на многу повеќе граѓани им станува јасно дека не се работи за името, се работи за правото на државотворност на македонскиот народ. Тоа право нам ни го одзедува на меѓународните конференции 13-та и 1913 на Букуреш и на предходните конференции, исто и на Версај, и се работи македонскиот народ да нема држава. Ако немате вие држава, секој што сака со вас ќе прави, немате куќа кај да живеете, ќе бидете бездомни. Значи, нас домот ни го земаат. И тоа се повеќе граѓани на Македонија го сваќат и дека мислам многу дека ќе им биде тешко на било кој политичар да спроведува некоја надворешна агенда за промена на името. И затоа сметам дека сме ние сега многу посилни, бидејќи многу повеќе граѓани од Македонија сваќаат што е суштината на спорот. За жал, тоа е моје мислење. За жал, во право сте, еве и последната голема навреда на македонскиот народ. Еве и вие 2-3 пати употребивте зборови граѓани. Јас сум многу алергичен на тоа, бидејќи ние сме македонски народ и нашата држава го носи името од македонскиот народ. И многу ме скокотка, така да кажам, кога ќе слушнам граѓаните на Македонија. Никогаш во Австралија не велат the citizens of Australia или the citizens of USA или Канада, велат тие нацијата, народот и така натаму. И ние ќе мора и ние да се... но кај на се уште нацијата не е изградена нација држава. И затоа го потребувам во смисол дека и оние кои не се македонци треба да застанат за таа држава, но за жал многу се застануваат. Проблемот е во тоа. Иначе јас многу знам дека ова држава е држава на македонскиот народ, а нам 2001 година не направија држава на етнички заедници, а не држава на македонскиот народ. И тука е нашата трагедија со рамковиот договор, фингирана однадвор, фингирана војна и така натаму, со кој јас не можам да се помирам. И се сеќавам дека 2001-2002 година имав некоја емисија во која зборував на македонска телевизија токму за ова и ја забранија таа емисија, не ја пуштија, дека македонскиот народ го изгуби својата државотворност која имаше наслов со рамковиот договор. Па имавме ембарго, ние на група интелектуалци се бунтувавме против тој рамковен договор. Не сме ние граѓани, да сме граѓани добро, етничка заедница сме, како да сме емигранти во собствена држава, што е уште пострашно. Како племенска заедница, тоа доаѓа и од зборот кој беше многу навредлив од новиот амбасадор во Република Македонија Бајли, кој кажа дека мнозинството на граѓани се словени, а пак бранејќи ја таа теза или амбасадорот го слушнавме и Љубомир Данаилов Фрчковски, па и Денко Малевски, па и некои други подкрепители на тоа дека ние зборуваме словенски јазик. Ние зборуваме, професорке, македонски јазик. Да.
словенски јазик зборуваат и србите, и хрватите, и русите, и не знам кој. Секој си има свој кодифициран јазик. Ние си имаме кодифициран македонски јазик, не зборуваме словенски јазик. Зошто не кажува за русите дека зборува словенски јазик? Си зборуваат руски јазик. Значи, тоа се личности, значи, аморфни, без елементарно чувство кон нацијата и љубов кон нацијата, кои на таков начин ние страдаме од таквите. За тоа ви зборува во предходниот пат. Од такви квази интелектуалци кои немаат доволно доза на љубов кон нацијата, кон историјата, кон државата. Сами све политичка прагма во која гледаат тие да профитираат. Од такви профитери, интелектуалци, новинари, јавни личности страдаме овде во Македонија. И додека нив не успееме сосема да ги маргинализираме во општеството како такви личности, се уште ќе си имаме такви проблеми, како Кирил Глигоров, господинот председател на времето, кога изјави дека бил словен, ако ќе му го види човек ликот, ама баш со таа словенска раса нема ни 1% во физиономијата. Но човекот така си се чувствувал, тоа е негово право, но тоа не може да се наметне еден човек кој треба татко на нацијата да виде, да наметнува такви ставови. Значи, ние си сме македонци и во ниеден момент тоа не треба да биде во прашање доведено. Професор, ке се доведува во прашање историјата на македонскиот народ. Најумната глава на Република Македонија, председателот на МАНУ, Камбоски, Владо Камбоски, кој впрочем, еве да ве подсетам, вие знаете, меѓутоа за слушателите подсетам дека Југославија беше распадната 91 година, а тој беше министер за правда на Југославија до 92 година. Сега закажува состаноци со Бугарија и бугарските историчари за заедничко славење на Илинден. Вчера имаше интервју на една македонска радиопрограма на СБС овде во Австралија, кажа дека група на историчари повторно ќе се сретнат во ноември месец, ја разговараат за Илинденското востание и други заеднички празници. Имаме ли ние заеднички празници со некои други народи? На Балканот сите народи има заеднички празници, немаат заеднички празници, бидејќи се многу испреплетени државите, политичките промени на граници и така натаму, значи секогаш можете да најдете заедничко празнување со некој од балканските народи. Но Илинденското востание е епопеја на македонскиот народ. Нешто со кое македонците се гордееле како еден трагичен чин во нивната борба која оставил во колективната меморија најголем белег. Партизаните 41 година на континуитетот на Илинден се надоврза. Значи со илинденските песни, нашите нови илинденци беа македонските партизани, одредите беа Јане Сандански, Гоце Делчев, Пито Були. Значи таа традиција, и замислете се вие сега таа традиција, таа колективна меморија да биде откажана од нашата историја и сега оние кои сакале да ни наметнат насилно предвремено востание во кој македонскиот народ ќе биде пуштен на кланица за тие меѓународно да профитира, да ти присвоја територија и сега со нив заедно да се слави празник. Значи, јас не сум вклучена во таа група историчари. Во принцип се согласувам дека треба да се разговара за историјата, заеднички точки допирни, различности и така натаму. Јас во почеток кога почнав тие разговори, после ме исклучија, без во тоа, но секоја историска тема паралелно додат 3 текстови. Еден од македонски историчар, еден бугарски историчар и со преводи англиски доди. Значи, секој да се биде кажа нашата страна, а не ние да се прилагодуваме, да славиме заедно Илинденско востание со Бугарија. Тоа е, мислам, вон памет. Исто испеѓа сега како овој нивни илиндентистички празник кој го ставија тој за 3 март Сан Стефански договор, па и Сан Стефански договор да го славиме празникот на голема Бугарија. Значи, тоа се смешни работи. Секој народ си има своја историја, своја колективна меморија и секој треба да се одбележува. А ова наметнување, заедно славење, значи бугарите сосема да ни одземат се што имаме ние свето, се на кој се крстиме, така што ќе ве обезличат со историјата, ќе ве обезличат нема име народот, нема име држава, да што останува од македонците ништо. Исто така, академијата во целиот спор за името, цело време индиферентно стои назад. Значи, таа е најповиканата
како Хрватската академија, Албанската, да не набројувам академии на Балканот, како застануваат со националната кауза на својот народ и тие треба да бидат водечки во бранењето на македонското име, идентитет и така натаму, а мислам дека многу малку академијата се зазема за тие работи. Повеќе се заземе сега за да прават преговори со бугарите, празници кои да славиме или да не славиме, отколку да застанат стојно со повеќе студии, со повеќе анализи за името Македонија и за отпорот против било какво преименување на тоа име. Професор, како се исклучам како водител на оваа македонска радиопрограма и разговараме како историчари, еве и нека биде и председателот на МАНУ со нас, со вас и со мене, да го прашаме, ќе го славиме ли Илинден 1944 година? Беше ли Македонија окупирана од бугарските фашистички власти? Македонија беше окупирана од бугарските фашистички власти со целиот окупационен апарат, со малтретирање, со жртви кои ги даде македонскиот народ во таа борба и она кое секогаш јас го потенцирам на колегите од север, од Србија и така натаму, кога му кажува дека тие нам ни ја дале државата. 1944 година на 19 ноември македонската војска, македонските синови сами ослободија Македонија без ниеден војник од север, од Србија да дојде да ни помогне и ги избрка окупаторите, тоа беа бугарските окупатори. И после, заради меѓународните интереси на Тито, на Сталин и така натаму, требаше тие окупаторски војски да се вклучат во ослободувањето, не знам, на Македонија, на делове од Југославија, бидејќи требаше комунистичкиот блок да направи поголем продор 44-45 година. Македонија беше окупирана од бугарскиот окупатор и тоа е историски факт. Тоа не може никој да го поречува. Познато, да, познато. Жал, сега треба да славиме. Дали тие сонет ќе слават 11 октомври 41 година, првата пушка против окупаторот бугарски? Дали ќе го слават Асмон Сона заедно? Ако веќе сакат Илинден да го слават, значи има многу датуми за кои треба да се разговара. Професорке, познато е дека ниту една туѓа чизма не стапна во етничка Македонија, ниту во егејскиот дел на Македонија. Македонците од егејскиот дел на Македонија од 41 година до 49 година дадоа илјадници жртви, се бореа сами. Во Пиринска Македонија, во Вардарска Македонија, во целокупна Македонија, ниту една странска униформа не стапна. Тоа е дело на македонскиот народ, на македонските партизани. Но ме интересира ова прашање да ве прашам, зошто ние славиме 1912 година битки на Србија во Куманово? Зошто, еве да додадам уште 2-3 зборови, зошто во Охрид треба во вашиот роден град да ни пеи цеца платена со 250.000 евра? Зошто во Штип да ни пеат песни од српските естрадни уметници? Зарем ги нема во Македонија? Зошто во Прилеп ни се случува тоа денес? Тоа многу нас не иритира. Значи, мене уште повеќе ме иритира. Бидејќи, но 50 години плакнати мозоци. Нас од македонци 50 години не преидентификуваа во југословени. И дел од тие генерации се уште не може да се ослободат од тоа. И тој притисок, тоа влијание, јас секогаш викам, кај нас најлошо што 1991 година ги оставија службите од КОС, од војската, од полицијата, од бившите структури, од поранешните структури, сите остана во Македонија. Тоа се ровари, се работи, се прави пропаганда. И исто така, значи не можам да си простам да се носат луѓе на стадиони, да се собираат цеца, не знам каква. Јас никогаш во живот не сум ја слушала, нити една песна нејзина не сум слушала, едноставно во принцип си и тоа сметам дека тоа не е квалитетна музика, иако немам предрасуди кон никаква музика. Убава квалитетна музика сакам да слушам. Нова инвазија некоја која се прави, се уште нашите мозоци не се ослободени од тоа влијание, за жал. И може би треба уште ова моја генерација која живеела во Југославија и така натаму да помине, па да дојдат нови генерации кои поинаку ќе гледаат кон сето тоа и поинаку ќе си ја чувствуваат државата, бидејќи тие ќе бидат родени во Македонија, а не во СФРЈ.
Тој феномен е чуден еден, значи, со музиката. Макар што, еве, јас добивам информација од колегите од Словенија и од други места, дека, ете, што ни се случува, тој простотилот на Балканот, Цеца и такви фолк пејачи се феномени во Словенија и во Хрватска, да се чудите што се случува. Дали е тоа југоносталгија на државите кои по распадот на Југославија ја идеализираат Југославија. Знаеме дека не беше идеална, јас сум многу реална, јас сум историчар. Тој период токму го проучувам, но не знам, не можам да си го објаснам сепак тој феномен, но сепак тоа е силно влијание кое треба да води бар ова наша власт. Влегувам во автобус, трешти турбо фолк српски музика. Додека стигнам до работа, верувајте ми, на 200 притисокот ми се качува. Не сакам да се карам посрано, да се расправам, да го затворат радиото. Из нашата радиомрежа повеќе слушате турбо фолк отколку македонска музика, често пати се случува тоа. Значи треба тие работи малку повеќе, една програма да се направи и малку повеќе, макар што многу се прави сега во историјата, афирмација, со документарни филмови, со емисии се. Наши луѓе ме среќаваат, вика, прв пат ова го слушам, прв пат ја гледам ова личност. Замислете си колку сме имали осиромашена историја. Значи сега таа избришана наша историја повторно ден од ден ја враќаме назад, а сето тоа верувам дека ќе создаде нова свест и дека помалку ќе ја слушаме Цеца, повеќе ќе си го бараме Никола Бадев и Мисариевски. Тоа е работата. Професорке, имаме уште една минута неполна. На крајот би сакал да завршиме пак со името и македонскиот народ. Вашата порака, ве молам, кратко. Мојата порака е дека името е нашата татковина. Токму пораката на книгата која ни ја представија нашите колеги од Македонскиот манифест. Бидејќи Македонија не е татковина само на овие кои живеат овде, Македонија е татковина на сите одселени и раселени македонци од светот, нивната матична држава и не сме да се промени нити една буква. Секоја промена во името, значи промена на идентитетот и губење на државата. Професорке, ви... Поздрав до сите наши во Австралија и натаму да не поддржуваат во нашите напори, барем оние кои стоиме цврсто на тоа дека не треба да се преговара за името и дека името треба да се сочува онако како што е. Професорке, ви благодариме, програмата е препуштаме на унгарската заедница. Ви беше чест што разговаравме со вас. Благодарам и многу поздрави.